денеска во Лозоро-шумарското училиште во Кавадарци, штандовите на отворениот ден ги посети министерката за образование Мила Царовска. Таа се запозна поблиску со кои насоки оваа година ќе се изучуваат во ова училиште, беше изворно запознаена со сите реконструкцијски работи кои беа направени изминатава година во ова училиште, а директорот Велковски изрази спремност се што ќе биде потребно да се изврши во рамките на образовниот процес во ова училиште да биде и завршена. Ова е денеска прв отворен ден на училиштето Ѓорче Петров во Кавадарци. Директоре, во каква атмосфера ви изминува овој ден? Па вака, денеска нашето училиште Ѓорче Петров Кавадарци имаше отворен ден за сите заинтересирани 9 оделенци како во општината и во другите соседни општини. На нашиот овој отворен ден имавме поставено штандове од сите паралелки кои што ги нуди нашето училиште. Можам да кажам дека интересот беше огромен. Се надевам дека сите нејасноти ги објаснавме на идните средношколци кои што ги очекуваме наредната учебна година да бидат тука. Ново од оваа година, кој што затоа и министерката беше кај нас во посета, се дуалните паралелки кои што за прв пат ги отвараме на нашето училиште. Дуалните паралелки се паралелки кои што ќе имаат практична настава во компаниите кои што имаме соработки. Кај нас дуални паралелки се две, соработката што имаме со Национални шуми и со Пинус, компанијата за расадничарство, така да шумарски техничар има соработка, значи како што кажа, со ЈП Национални шуми, кои што својата практична работа ќе изведуваат во компанијата. А новина е тоа што сите ученици запишени во оваа паралелка, дуална паралелка, ќе бидат стипендирани од Министерството за образование со 3.500 денари месечно. Исто и тригодишниот профил шумар, столар, кој што исто е дуална паралелка, таа е тригодишна. Секој ученик кој што се запише во таа паралелка, исто така од Министерството за образование, ќе добие стипендија од 3.500 денари. Се надевам дека тоа ќе допринесе за поголем интерес пред се за струките и нормално олеснување при идно вработување нивно, бидејќи и за тоа постоиме ни, да. Колку вкупно паралелки ќе имате оваа година? Каква е бројката до сега вака прелиминарно или што очекувате? Колку проценти да биде исполнет бројот на учениците? И кажете ми во кратки црти на крајот дали завршивте со реконструкцијските работи што ги имавте оваа година и ланската година? Па најпрвен да кажам дека голем дел од планираните работи во училиштето се завршуваат. Пред се тоа е најбитно за училиштето да биде во најдобра кондиција, да може секој ученик да се осеќа најдобро во училиштето. Значи тие работи ги завршуваме полека. Бројот ученици еве последните 2-3 години се зголемува, можам да кажам веќе стигаме до 100% повеќе ученици од пред 3 години. Самото училиште заживува. Струките се интересни пред се, ние така мислиме, треба да предадеме љубов така и учениците за нашите струки кои што се од витално значење и за нашиот регион. Пред се, како што спомнавме, да не ги заборавиме и другите паралелки за од земјоделската струка, агротехничар, техничар за фитомедицина и за агроменеджмент. Таму не застануваме ние исто така од пред 3 години, како што кажавме, повеќе пати имаме соработка со винарска визба Тиквиш и со Гоце Делчев, нашата тука од Кавадарци исто така и учениците се стипендирани и најмногу му е олесната идното вработување, да кажам, бидејќи и сите работи кои што се изведуваат како во училиштето, така и во компаниите, се надевам дека учениците ќе бидат спремни за понатамошно функционирање нивно пред се. Сосем на крај, онлайн или физичка настава? Па ја мислам нема некој кој што не сака да биде со физичко присуство. Ние се спремаме да бидеме со физичко присуство, бидејќи таква е ние природата на нашето училиште и нормално секој училиште е поубаво со ученици.
оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.